Михајло, најпрвен честитки за наградата. Лично, што за вас значи добивањето на државната награда Гоце Делчев, признание или пак обврска? Благодарам, пред се заблагодарам и само да напоменам дека наградата Гоце Делчев, која што е највисоко признание во државата во областа на науката, јас не го сметам за моја награда, туку јас ја сметам награда од сите нас. Затоа што за да дојдеме до ваква награда, потребно беше во мозаиков да ни се вклучат многу луѓе. Па тука сте и вие, се разбира, затоа што за сето ова требал некој да промовира, треба некој да го споменува, треба некој да го поддржува и да биде заинтересиран за истото. Токму затоа, оваа голема награда, се разбира, представува голема чест, првично затоа што државата препозна едно квалитетно дело, кое што навистина е значајно не во овие моменти, току во периодот на целиот развој на македонскиот јазик, првично, се разбира тука станува збори за македонската нација, но представува и една голема обврска за ние да се докажеме дополнително дека оваа награда нас ни даде поттик за понатамошни сериозни истражувања кои што планираме да ги вршиме и веќе сме во тек во таа работа во областа на историјата на македонскиот јазик и јасно прикажување, бидејќи немаме потреба да се докажуваме, но прикажување на тој милениумски континуитет кој што го има. Се надевам дека ќе ни помогне Бог да оствариме оваа обврска да биде во најдобар можен во најдобра можна перспектива за македонскиот народ, бидејќи во суштина ние работиме не само за нас, туку работиме за македонската држава и за македонскиот народ да го почувствуваат она кое што го заслужуваат, а тоа е дека сме еден автохтон, милениумски народ кој што опстои, жилаво се бори со сите предизвици кои што ги има, низ текот на вековите на кои што ние во суштина работиме. Да. Вашето дело континуитет на македонскиот јазик практично ја отвара темата за јазичниот развој. Што е неговата клучна теза? Клучната теза е во суштина да се даде еден приказ своевиден и доказ, аргумент, научен, се разбира, подкрепен со факти, бидејќи самото дело јас го имам токму до мене. Самото дело на насловната страна ги има нашите македонски свети браќа, Свети Кирил и Методи, веднаш во долниот дел е Блаже Конески, а на задната корица ги има трите ракописи или трите дела кои што представуваат предмет на работа. Токму главната теза е да покажеме на она кое што некој се обидува да го изврти и извитопери, односно да ја кажува она невистина која што нели и како поговорка ја има илјада пати кажана една лага станува вистина, токму тезата е да се докаже и покаже македонскиот континуитет на јазикот од 9 век, бидејќи ние работиме над 9 век и го поврзуваме со денес. Односно, преку овие три ракописи даваме канонска форма првично со грчка паралела на секој збор, на 627 лексеми, на 1500 збороформи. Потоа, како истата лексема можеме да ја сретнеме во Слепченскиот патерик, истата лексема како во 19 век преминува во делата на Јоаким Крчовски и Кирил Причиновиќ, односно Свети Кирил Лешочки и Свети Јоаким Крчовски, и истата лексема како се развила на современ план, односно во стандардниот јазик од онаа кодификација која што ја имаме за жал како последни народи, што вели Хорас Ланд, народот кој што им даде писменост на сите словени, за жал парадоксот е што последен го кодифицираше собствениот јазик. Во време на политички и разни идентитетски дебати, колку науката може да биде арбитер на самиот јазик? Еве со ова вие што го правите? Да, јас мислам дека токму најголем показател или судија на она дали е или не е токму науката. Ние мораме да се базираме на наука и на аргументи и факти кои што ќе ги приложиме, со кои што јасно и недвосмислено ќе го прикажеме она за кое што зборуваме. Но за сето тоа мораме да ги имаме и фактите да ги предложиме и пред оној кој што не се согласува со тоа. Токму ова дело во себе ги содржи сите лексеми кои што ги набројав пред малку,
со страницата каде што се наоѓа самата лексема и редот каде што се наоѓа, што значи секој познавач на лингвистиката, бидејќи ова дело е научно, не е за обичниот човек. Току ова може да го разбере само оној кој што работи во лингвистиката. Има тешка наука во себе, односно прецизно се обработувани граматички лексемите. Секоја лексема значи е опфатена со страница и број, за да може оној кој што се сомнева дали ние го прикажуваме како такво, да го согледа тоа. Токму тој момент дава за можност да се покаже објективноста на делото, за секој човек да може да го согледа она кое што е факт, односно тоа е вистината која што се споменува во самото дело. Дали лично вие сметате дека македонскиот јазик е доволно истражен? Или пак има некои дамки? Вака, македонскиот јазик е, мислам дека е доволно истражен, како и сите словенски јазици и сите останати светски јазици, бидејќи македонската лингвистика во последните 80 години од кога ние ги имаме практично институциите во наши раце, претходно сме немале за среќа да имаме институции преку кои што би се вршеле ваквите истражувања, е доволно истражувано, но повеќе се истражува на современ план. Она кое што го велите дека може би има простор за истражување е токму историјата на македонскиот јазик, а тоа е поради недостатокот на историчари на македонскиот јазик. Зборуваме за јазични историчари, не за историчари кои што се занимаваат со историја, а тоа пак подразбира не нафаќање на младите кадри на вакво истражување од причина што оваа наука е исклучително тешка. Ова што ние го прикажуваме, првично не постојат технолошки средства со кои што може вие текстот да го преземете. Вие морате тоа да го одите во наводници пешки. Мора прво да го земеме ракописот од 14 век или од 12 век, не е важно од кој век ќе биде, да го расчитате, тоа представува внесување во компјутер на целиот текст, а се пишувало во тој период скриптура континуа. Тоа е слејано пишување. Значи нема простор меѓу зборовите, што значи треба и да ја познавате граматиката на старомакедонскиот, старословенскиот јазик, за да ги одвоите, а потоа со техничките средства кои што ги имаме, преку алатки кои што постојат во компјутерите, да можеме да ги пронаоѓаме зборовите и да ги споредуваме, односно да работиме со методот на споредба или компарација. Колку старите текстови во случајов како Слепченскиот патерик помагаат да се докаже континуитетот на македонскиот јазик? Па, Зоран, јас мислам дека свесни сме сите, не само лингвисти и научници, току сите сме свесни дека токму преку историјата се покажуваат корените. Еве по пластичен приказ. Вие коренот не го покажувате денеска. Вашето дете, вие се повикувате на вашиот дедо, прадедо, татко и така натаму. Токму ова, односно овие ракописи кои што ги имаме, благодарение, јас пак велам, на можеби што некој ги украл, ги зел од Македонија и ги изнел и ги чува по библиотеките, да речеме Слепченскиот патерик конкретно се чува во Софија. Верковиќевиот апостол се чува во Русија. Зографското евангелие се чува во Русија и така натаму се работи за повеќе од 1000 ракописи кои што се изнесени. За наша среќа, можеби, колку и да е тажно тоа за нас македонците, се изнесени и зачувани, бидејќи на наше тло истите биле палени. А со тоа што некој ти ги уништи, го уништува и аргументот, доказот, ние постои во нас колективна меморија со која што знаеме кои сме и што сме, но доказот некој се обидел да го уништи. Сега, благодарение на тоа што ние можеме да дојдеме по известни патишта барања до самиот ракопис, го земаме и го расчитуваме, потоа лингвистички го обработуваме, даваме точен аргумент дека истиот јазик кој што јас и вие го зборуваме во овој момент, можеме да го сретнеме и во текст од 12-тиот век. Токму затоа, тие стари ракописи се токму она коренот од каде што ние ја црпиме водата на живот
и го расцветуваме и разгрануваме дрвото кое што расте во денешните млади македонци. Еве, колку ваквите истражувања, како вашето истражување, последно може да отвори политички дебати, импликации, па да речеме, ајде напади од соседната земја, знаеме за која станува збор. Така е, така е. На самата тема. Јас викам нашиот источен сосед, да, отвара и ја лично сум се соочил неколку пати со напади, особено кога јас реагирам на оние, би ги нарекол, не знам, плагијати, како да го наречам со некој поубав збор, да не биде тежок збор употребен, кои што ги прават по однос на македонскиот јазик и неговата норма, стандардизација и така натаму. Но и лично сум имал контакти дополнително, во кои што, не можам само да кажам јас дека тука е само политиката. И во Софија имате луѓе и научници супер возрастни кои што се занимаваат со историја на јазик, кои што велат дека она што јас го проучувам, заедно со професорката Новотни, се разбира, дека вистината е таа, дека македонската редакција на црковно-словенски јазик постоела, обстоила и се имплементирала само во стандарден македонски јазик, и исто така дека мајка, татко, предок на сите словенски јазици представува токму македонскиот говор од околината на Солун. Тоа се неколку села. Точно е дека политички импликации има, еве да речеме денеска ние не учествуваме неколку години во Софија, токму од тие причини и низ цела Бугарија, бидејќи наидуваме на некои непријатни ситуација, тоа се разбира дека е само политика, апсолутно нема врска со наука, бидејќи науката не се коси со навреди, туку науката подразбира дискусија, преку која што дискусија доаѓаме до она што е вистина. Науката ја бара само вистината. Не се обидува да омаловажи некого, току само да ја дознаеме вистината. Мислам дека и вие сте биле сигурно сведоци на неколку напади на наши лингвисти, дополнително спречување за влез во Бугарија и така натаму. Конкретно ние имавме еден случај, па беше или минатата година, мислам, беве поканети од македонскиот КИЦ, културно-информативниот центар во Софија, директорот Зоран Пејковски, на една тема која што за нив е многу раздразлива, беше милениумскиот континуитет на македонскиот јазик, на кој што присуствуваа луѓе од различни националности. Се разбира, имаше и македонци, но имаше и бугари, кои што малку жестоко пристапуваат во дискусијата која што имаме после предавањата што ги одржуваме. И непријатно е чувството што не се согласуваат со она што е факт. Иако ние имавме со професорката Новотни објавено труд во Софискиот универзитет, и тоа можат да си го проверат оние кои што сметаат дека не е така, не објавија труд токму со слоештички патерик, со еден друг ракопис, кој што е докторат на професорката Новотни, и еден праша, никој не може да ви објави во Бугарија со македонска црковно-словенска редакција труд. И ја му кажувам, ќе си го проверите тоа во списанието на Софискиот народен универзитет, викам и ќе го видите дека тоа е така. Бараше човекот име и презиме на редакторот за да биде гонет, кој што направи пропуст таков да објави во свое списание нешто кое што ја потврдува историјата на македонскиот јазик и неговото вековно постоење. Што значи, јазици бидат секогаш, не се работи сега. Ова трае со децении сега, но постоело и пред 1 век, и пред 2 века. И сега е заострено последниве неколку години, така? Да, е дополнително. Колку е македонската научна јавност е обединета кога станува збор за вакви значајни и фундаментални прашања? Филата ваша. Мислам дека почнуваме да се групираме, што би се рекло, иако не беше доскоро тоа така. Знаете, нашата професија е малку почудна од другите професии. Постои една известна нетрпеливост, постои известна, не знам, несогласувања кои што ги имаме помеѓу себе, но гледам дека во последно време почнуваме да се фузираме, односно да се групираме. Имаме можност да соработуваме не само со научници од фелата, току да соработуваме и со здруженија македонски. Тука би го споменал Вечна, фондација
Сметам дека ваквите институции, бидејќи се уште не се станат институции, но се надевам дека ќе станат во иднина, треба да се поддржуваат и од страна на државата. Тука би го споменал издруженијето Македониум од Белград, каде што се изврши првата промоција на монографија. Ние не направивме случајна промоција во Белград. Ние сакавме да испратиме сигнал токму до Софија, дека Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик никогаш не биле сами, нити пак ќе бидат сами. Дека го даваме сигналот дека пружаме рака за пријателство. Но тоа пријателство мора да има обострано почитување. Ниедно пријателство не се базира врз основа на уцени и закани. Ние мораме да соработуваме и мораме да го докажуваме она кое што е вистина, да ја покажеме вистината пред јавноста во суштина. Институционално имаме одлична соработка, имаме поддршка од Институтот за македонски јазик, од Филолошкиот факултет Блаже Коневски, Универзитетот во Тетово како наш матичен универзитет ни ја дава целосната поддршка која што ја заслужуваме и мислам дека сме на добар пат да создадеме и кадар, бидејќи имаме сега една наша колешка помлада која што работи на глаголско писмо. Тоа е нешто ново во нашата држава. Воопшто никој до сега не работел од нашето осамостојување на глаголско писмо. Тоа е првото писмо кое што го создаваат светите браќа Кирил и Методи. Значи, асистентката Ирена Ѓорѓевска магистрираше на тема Зографско евангелие и разби еден стереотип, планираме да го доработиме и објавиме тоа дело, дека дури и русите во своите истражувања правеле лажни представи. Зографското евангелие како глаголско писмо го расчитале со руска редакција. При разгледувањето на самиот ракопис ние дојдовме до фактот дека тоа е лажирано, дека апсолутно таму се среќаваат фонетско-фонолошки промени во Зографското евангелие, а се работи за ракопис од 11 век, тоа е еден од најстарите ракописи кои што ги знае славистиката воопшто, дека тоа е чиста македонска редакција, јасен приказ на македонскиот јазик до денес, и ќе го вметнеме во понатамошните истражувања и тој ракопис, каде што се следи континуитетот на развојот на темните гласови, односно на еровите во О и во Е, вокализација се нарекува тоа, потоа деназализација на носовките, па дури и нивна замена со А и со Е, како што е денеска, и така натаму да не навлегувам во стручни дискусии. Еве, ја кажавте помошта која што има и од Тетовскиот универзитет, меѓутоа и другите институции. Каква е состојбата со финансирањето на научните истражувања во Македонија? Дали доволно се финансираат ваквите сериозни проекти? Во последно време, да. Мислам, најверојатно малку повеќе политиката вмеша прсти во науката и тоа беше во еден период нешто што е неприродно и неразбирливо. Да речеме, ние конкурираме речиси секоја година на конкурсот од национален интерес дела кои што се објавуваат од Министерството за култура и туризам. И сакам да ги пофалам Министерството за култура и туризам, бидејќи се финансиери на самото дело. Ова дело е одобрено од нив, финансирано од Министерството за култура и туризам и во последните неколку години навистина ние сме многу задоволни од соработката која што имаме со Министерството за култура и туризам, бидејќи речиси сите вакви проекти ги одобруваат без разлика тоа дали има внатрешни несогласувања по однос на тоа во рецензенските комисии, бидејќи секогаш тоа може да постои, но сметам дека во последно време се внимава барем оние дела кои што имаат сериозен национален интерес да се прифатат. Гледам дека и Министерството за образование веќе почна да распишува конкурси со сериозни финансиски средства токму за проекти од ваков тип. Се надевам дека ќе го согледаат и онакво што во иднина планираме да го работиме. Планираме да го ставиме нови ракописи кои што сакаме да ги расчитаме и обработиме, но да бидат опфатени не под Министерството за култура, туку под Министерството за образование и се надевам дека навистина ќе ни излезат во пресред како што ни излегуваат во се до сега. Колку младите научници имаат простор да се занимаваат со лингвистика и историја на јазикот? И помалку го начнавме овој проблем сега пред малку. Да. Имаме доволно млади
научници, јас мислам сега, иако никогаш не е доста. Не знам дали сте информирани, Институтот за македонски јазик со директорката на чело се разбира, успеа да примат 13 млади истражувачи пред некоја година, но сите работаат или на диалектологија или на современ македонски јазик, лексикологија и така натаму. Проблемот го имаме што никој не сака да се нафати да работи историја на македонскиот јазик, а историјата на коренот. А историјата на македонскиот јазик не подразбира етимолошки согледување на зборовите. Туку историјата на јазикот подразбира земање на ракопис и негова лингвистичка обработка. Тоа е главниот сегмент на историјата на јазикот. Не е воопшто нешто да се проучува и да се споредува на современ план или од 19 век. Не, нас ни се потребни враќања назад, далеку на корените, па дури доколку е можно да се дојде до 9 век. Во суштина се надевам дека, благодарение на државата и незините гледишта кои што ги има денеска, дека ќе добиеме и историчари на јазик, барем 2-3, затоа што, Зоран, за да обучите еден историчар на јазик, вас се потребни најмалку 10 години. Јас работам од 2008 година на историја на јазик. Тоа се значи колку веќе 5-16-17 години и се уште работам под покровителство на професор доктор Сонја Новотни. Јас сум обучен да работам самостојно, но сепак има работи во кои што несигурноста е потребно да ја подкрепи и еден уште поискусен лингвист кој што се разбира во таа област онолку колку што може да биде тоа максимално. Во вашето дело што беше поголем предизвик, истражувањето или интерпретацијата на материјалите кои што сте ги добиле? Токму историјата на македонскиот јазик подразбира тежина и во едното и во другото. И да го интерпретирате, но и да го истражите. Зошто? За да дојдеме до еден ракопис, бидејќи ние ги немаме во Македонија во најголема мера, првично треба да стапите во контакт со некој од Русија или Бугарија. Па треба да одите таму и да земете факсимили. Па дали ќе го дава, дали нема да го дава. Од кога ќе го земете, вие почнувате со негова работа, односно тоа се вика расчитување или внесување во компјутер. Сега, кога ќе го завршите сето, ова вие тогаш почнувате со работа. Ова претходно ви е само загревање. Потоа оди интерпретацијата, што значи и едното и другото е исклучително тешко за работа и бара исклучително многу време. Мислам, просто ќе ви објаснам, јас мојот токму слепченскиот патевик ми е магистерска теза. Јас сум го расчитувал по 8 часа на ден, 8 месеци. Само пластично да видите колку бара и време и труд, за да дојдете до почетокот, за да можете да работите на интерпретација, односно на лингвистичка обработка на делото. Што значи, самата наука бара исклучително посветување и работа преку која што ќе дојдете, ама доаѓате до резултати кои што ги гледате сами. Тоа е задоволство и на човекот кој што го проучува, односно лингвистот, и на задоволство на македонскиот народ и македонската држава. Значи, сите добиваме плодови од резултатите од ваквите истражувања. Надвор од академијата, од академската заедница, кога би патиле некој објаснување до граѓаните, до обичниот човек, што ова дело треба да представува и зошто ова истражување е важно за македонскиот народ? Ова дело, кое што е дело, ќе повторам уште еднаш, за да не испадне, бидејќи имаше многу често добитник на наградата Михајло Марковиќ. Ова е дело и на професор доктор Сонја Новотни. Представува еден многу значаен момент, не само за нас, за сите. Ова награда, ова е мозаик од сите нас. Сите имаме делче во неја. Ова е награда за Република Македонија, ова е доказ за постоењето на македонскиот јазик. Ова е доказ за развојот на македонскиот јазик. Македонскиот народ го гледа тоа. Јас многу често, бидејќи учествувам по трибини различни, сум во контакт секојдневен со македонскиот народ, го препознава подобро дури од академските колеги. Ме разбирате, народот го восприема многу полесно. Затоа што многу полесно можете да објасните на некој што воопшто не е вклучен во ваква тематика,
Бидејќи има една поговорка која што ја користеше еден професор, многу лесно ќе се разберете со некој што не знае, а и со некој што знае. Тешко можете да се разберете со некој што мисли дека знае. Ние најдуваме на пречки само со нив. Токму ова дело е значајно, бидејќи го покажува континуитетот на македонскиот јазик во 12 века. Иако може да се истражува и претходно се разбира. 12 века се докажани во книгата дека македонскиот јазик растел и се развивал рамо до рамо со сите јазици во светот, со тоа што за жал само неговата кодификација е последна во сите словенски јазици. Дали се очекува или лично очекувате ова дело да биде користено во самиот образовен македонски систем? Ние го користиме веќе. Како го користиме, бидејќи ние работиме на историја на јазик и предаваме предмети од областа на историјата на јазикот. Значи, ова дело, освен што се употребува по предметот старословенски јазик 1 и 2, по предметот историска граматика на македонскиот 1 и 2, јас го користам и во лексикологија на македонскиот јазик, во првите предавања кога се проучува историјата или историската лексикологија на македонскиот јазик. Како сме дошле во современиот јазик до еден збор? Дека тој збор има корен влече и има известен правописен или фонетски развој за да дојде до она кое што е. Но дополнително, значајна е примената на самото дело, бидејќи внатре имаме зборови кои што постоеле во тој старомакедонски јазик во 14-тиот век, но денеска се замениле со интернационализми, турцизми подоцна доаѓаат и така натаму. Истите зборови да се вратат назад, онакви какви што се, како македонски зборови, или пак како зборови кои што се нарекуваат во лексикологијата исконски зборови, кои што припаѓаат на македонскиот јазик и да се заменат во толковниот речник, етимолошкиот речник и така натаму, со соодветната интерпретација како што некогаш зборувале македонците на овие простори. Колку е важно државата да инвестира во вакви проекти што го третираат пред се културното наследство и идентитетот на македонскиот јазик? Мислам дека исклучително е важно да се инвестира во ова, од причина што и нема многу за инвестирање. Значи, еве конкретно ви кажувам, сме само 5 луѓе што работиме во оваа област, од кои што многу малку работат на ракописи. Значи, инвестицијата е само на еден ракопис можеби во 5 години да се обработи. Но зошто е тоа толку важно? Затоа што ова е нашиот корен. Ова е она на кое што ние можеме да се држиме. Дрво без корен не може да расте. Иако, повторно ви велам, мислам дека Министерството за образование и Министерството за култура сериозно пристапуваат во последно време кон историјата на македонскиот јазик, дополнително во време во кое што турбулентно имаме напади од страна на нашиот источен сосед, со некои нови барања и по областа на јазикот, бидејќи Зоран, јазикот во суштина е нашата татковина. Ние, само јазикот не одржал во идентитет, никој друг. Ако го изгубите јазикот, многу лесно ќе се асимилирате во се останато. Јазикот е она што го одржал ваков македонскиот национален идентитет и токму овие дела и ваквите дела представуваат, мислам, исклучителен национален интерес. И дополнително, што ракописите, македонските ракописи или терминолошки македонски средновековни ракописи представуваат и движно и недвижно културно наследство. Бидејќи тоа и го штити јазикот од една страна, а од друга страна е и споменик, кој што постои физички онаков каков што е. Да. Дали планирате некои нови научни трудови или пак продолжување на ова истражување? Да, значи, напоменав пред малку, ова дело е, и затоа се вика континуитетот на македонскиот јазик 1. Ова дело е предвидено да се објави во 3 тома. 1, 2 и 3. Вториот дел од делото е веќе одобрен од Министерството за култура и туризам, што значи на крајот на годината ќе излезе и вториот дел од делото, кој што го работиме. Исто така работиме на проект на говорот на македонците од село Пужарско во Егејска Македонија. Тоа се работи врз основа на информаторот, таткото на професорката Новотни, Костадин Нушков,
кој што е самиот информатор, тој е веќе починат за жал, но е информатор и оставил записи за целото она истражување кое што ние го работиме во моментот. Значи, два големи проекта ги водиме, а сакаме да се вклучиме во еден голем проект, а тоа е нов ракопис, кој што јас го презедов од архивот на Република Македонија. Тоа е Бигорскиот патерик. Тоа е еден од 7 македонски патерици. Значи има 7 македонски патерици кои што ние сме почнале да ги обработуваме, уште професорката Новотни со Слоештичкиот патерик, Слепченскиот патерик, патерикот Крка број 4 и сега ги имаме уште два, еден е од Хилондарскиот манастир, јас го зедов од Бигорскиот манастир и имам намера заедно со професорката Новотни и најверојатно ќе мораме да вклучиме дополнително и тим кој што ќе помага во тоа за да се заврши побрзо, да аплицираме во Министерството за образование како проект од исклучителен национален интерес, дополнително што е тоа еден од ретките ракописи од 14 век кои што ги имаме на тлото на Македонија. Еве, за на крај, ако треба и со една или пак можеби со неколку реченици, што е најсилниот доказ за континуитетот на македонскиот јазик за вас? Најсилниот доказ за оној милениумски континуитет на македонскиот јазик сме јас и вие, Зоран. Живи личности кои што можеме да ги допреме и да ги видиме и да потврдиме дека сме македонци кои што говорат македонски јазик. А ваквите дела само го подкрепуваат она за кое што ние се бориме. Така. Господин Михајло Марковиќ, благодарам за интервјуто. Благодарам, Зоран, благодарам. Се гледаме наскоро. Поздрав.